Магистралниот гасовод стигнува во југоистокот. За 2 до 3 месеци треба да се вклучи на националната мрежа, велат надлежните. Обука против секаков вид дискриминација. Советот на Струмица треба да формира координативно тело за заштита од дискриминацијата. Првата светска војна, мир и помирување. Тема на работилницата во Дојран. Младите да се запознаат со историските вистини. Поштовани гледачи, добре дојдовте во дневникот на телеканал А1. Во Форшпано видовте дел од содржините за кои што ќе гледате во него. Почнуваме веднаш. Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент со 54 гласови за и 8 против денеска ја усвои предлог резолуцијата за напредокот на Република Македонија во европските интеграции во 2016 година. Европарламентот со оваа резолуција ја потврдува 8-та позитивна препорака на Европската комисија за отворање на преговорите за членство на Македонија во Европската Унија, но со услов исполнување во целост на договорот од Пржино и итните реформски приоритети на Европската комисија. Се наведува и дека Европскиот парламент ја потврдува својата недвосмислена и силна посветеност на процесот на пристапување на земјата во Европската Унија, како и дека по 2 одложувања да се одржат предвремени парламентарни избори во Македонија на 11 декември 2016 тие беа одржани во уредна и мирна атмосфера во согласно со меѓународните стандарди и со препораките на ОПСЕ-ОДИР. Македонија го одбележа меѓународниот ден на лица со ретки болести. Овие пациенти бараат нова позитивна листа со лекови и национална стратегија за нивен еднаков третман. Да не се дискриминираат пациентите со ретки болести, за сите да има лекови и тие да бидат донесени навреме, бидејќи некои од овие болести се животозагрозувачки, апелираат од Сдруженијата на денот на ретки болести. Според нив, постојано има нови пациенти кои се соочуваат со проблеми поради терапијата. Постојните закони да ги препознаваат пациентите со ретки болести како посебна ранлива група граѓани со специфични потреби, да ги регулираат аспектите што се од примарна важност за оваа група, како услови за дијагноза, регистрација на лекови, достапност на терапија и слично. Исто така стои во најновите истражувања на Сдруженијата за ретки болести. Здраво, денеска ресурсен центар беше на обележувањето на Светскиот ден на ретките болести во Скопје, кој што се одржа во организација на Националната алијанса на ретки болести. Оваа година обележувањето на денот на ретките болести во Македонија се одржа на повеќе локации, меѓу кои во Охрид имаше некои настани во Прилеп, во Битола. А денеска се одржа конференција во 10 часот во просториите на ЕУ инфоцентарот и конференција по повод на ретките болести. Ретките болести се карактеризираат со широк спектар на нарушувања, кои варираат од болест до болест, но и од пациент до пациент. Од Алијансата велат дека се уште немаат официјални податоци колку луѓе заболени од ретки болести има во Македонија, а се проценува дека се околу 400. На светско ниво досега се регистрирани околу 8000 ретки дијагнози. Во организација на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија во Скопје синоќа се одржа протестен марш. Учесниците бараат зачувување на унитарноста на државата и се против промена на името. Игор Дурловски од граѓанската иницијатива прочита проглас во кој од политичките партии се бара да го почитуваат уставот и да се обврзат дека нема да работат на промена на името и на суштината на државата. Во прогласот се бара и ниту една партија да не прифаќа платформи создадени за туѓи интереси. За денеска се најавени нови протести во неколку градови во Македонија. Собирите во организација на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија покрај во Скопје денеска ќе се одржуваат и уште во неколку градови. Попладнево се закажани во Прилеп, Куманово, Штип и во Кичево. Додека пак од утре протестите ќе станат уште помасовни, велат организаторите. Бараме ниту една политичка партија во Македонија да не ја подхранува и уважува дискриминаторската политика на одредени земји. Бараме ниту една политичка партија да не прифаќа платформи создадени за туѓи интереси во туѓи држави без изборен легитимитет, чија цел е разнебитување на Македонија каква што ја знаеме. Ова е мирен собир на граѓани од каде ги повикуваме политичките елити да го испочитуваат нашето демократско право и решение до кое дојдовме по мирен изборен пат.
Сите кои сме тука одлучивме на мирен начин да протестираме за решенијата на кризата кои не задираат во клучните национални чувства на било кој граѓанин. Тие сакаат да ги разделат црвената и жолтата од македонското знаме. Ние не сакаме и нема да го дозволиме тоа. Тие сакаат раздебитување, ние сакаме заедничка Македонија. Затоа нашиот символ ќе биде спојување на црвеното и жолтото. Црвено-жолтата линија која нема да ја поминат. Бараме од сите наши политички партии да го почитуваат Уставот на Република Македонија и да се обврзат дека нема да работат на промена на името и суштината на нашата држава. Македонија е на сите интереси. Специјалното јавно обвинителство отвори нова истрага. Труст осумничени за злоупотреба на постапката за јавен повик се 3 физички и 3 правни лица. Ја за двајца обвинети ги бара мерка притвор. Истрагата се однесува на добивање тендер за ископ на јаловина јаглен во Суводол. Како што беше соопштено, биле проневерени нешто повеќе од 17 милиони евра. Постои основано сомнение дека заради изигрување на постапката за доделување договор кон пријавата за учество во прва фаза од тендерот доставиле невистината документација за собственост на механизација, рече обвинителката Фетај. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева информираше дека е проширена истрагата за предметот Титаник за 17 лица и за повеќе кривични дела. Образложи дека тоа се должи на тоа што по преслушување на аудиофајловите е утврдено дека има повеќе лица кои се инволвирани во овие кривични дела. Нови авиолинии од Скопје кон Малта, Рим, Чампино и Ваксио, Шведска, ке воведе од 14 до 16 јули годинава нискобуџетната авиокомпанија Wizz Air, за кога најавува зголемување на флотата на Скопскиот аеродром со уште еден авион. Продажбата на билетите за трите нови линии почнува од денеска на wizzair.com со цени од 1799 денари. Сите резервации направени на која било од 27 дестинации достапни од Скопје денеска до полноќ ќе бидат со специјален попуст од 20%, со што Wizz Air одбележува превезени 3 милиони патници на нискотарифните линии до и од Македонија. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски истакна дека владата постојано спроведува успешни политики за обезбедување широка мрежа на авиолинии, политики кои, како што рече, денеска даваат конкретни резултати. Од 2012 година па до сега преку финансиската поддршка што ја овозможуваме, вклучувајќи ги овие 3 линии што денеска ги промовираме, Wizz Air воведе 28 линии до европските градови, превезувајќи повеќе од половина од патниците што летаат од македонските аеродроми. Очекувам оваа бројка дополнително да се зголемува со воведување на овие дестинации, рече Мисајловски. Минатата година, додаде, ја завршивме со рекордни 1,8 милиони патници, што поминале низ двата аеродроми. Во однос на бројот на дестинации, исто така постигнавме рекордна бројка преку 30 на достапни линии, рече Мисајловски. Компаниите со странски капитал имаат потреба од работна сила. Странските инвеститори бараат кадар со завршено средно стручно образование. Анализата на Советот на странски инвеститори потврди дека вакви работници недостасуваат во речиси сите сектори, од банкарството па се до рударството. With a fair salary and which can create the career. Нам ни требаат луѓе со стручно образование, со стручно средно образование, кои што ќе работат за правична и фер плата и ќе работат на позиции од кои што ќе можат да изградат кариера. Да се започне како практикант во една фирма не мора да значи дека нема да стигнете до високо место. Ја секој пат го споменувам примерот со еден од директорите во Евана, кој што започна да работи на 14 години како практикант во фирмата, а во моментот е технички директор и има околу 2000 луѓе под него. If there were no Ако не постојат тие субвенции, јас сум сигурен дека немаше да го достигнеме ова ниво на странски инвестиции во земјата. Странските инвестиции ги има многу во енергетскиот сектор, во банкарството, во секторот за телекомуникации, за производство на челики, во многу други сектори во државата.
За неколку месеци гасот од магистралниот гасовод ќе биде присутен на југоистокот. Штип е веќе приклучен и за 2 до 3 месеци се очекува да започнат сите проби со системот на пренос на природен газ, а потоа и да се обезбедат првите потрошувачи на газ на југоистокот. Целата идеја на гасификација на државата според Крсте Миладинов, директор на Македонски енергетски ресурси, е конкурентната и пристапна цена на гасот. Енергетските ресурси и значењето на гасот се тема на емисијата Отворено студио на телеканал А1. Штип е веќе поврзан на магистралниот гасовод. Се очекува наредните 2 до 3 месеци да завршат сите проби со системот на пренос, заполнување со природен газ и да започне функционирање, односно да ги обезбедиме првите потрошувачи. Тоа значи веќе во овај дел на Македонија веќе гасот ќе биде присутен за неколку месеци. Исто така, изградбата на гасоводот до Штип овозможува продолжување, како што рековме, према Битола и продолжување на кракот према Радовиш, Струмица, Гевгелија, Богданци и така натака и поврзување со Грција. Што значи етапно стигнуваме до наредниот чекор, а тоа е веќе изградба на гасоводот према Грција. Токму тоа е и целата идеја на гасификација на државата. Бидејќи со природниот газ, ние на пазарот на енергија во Македонија воведуваме уште еден енергенс. Тоа значи без разлика колку има, дали е тоа струјата, дали е тоа јаглен, нафта, мазут, дури и дрвата, покрај тој избор што ги има секое домаќинство или индустријски објект, сега има уште еден енергенс кој конкурира. Секако пресметката и анализата покажува дека ќе биде итекако конкурентен. Односно, може да се очекува смалување на трошоците во однос на енергетскиот сектор. Вака сега, има неколку сегменти што се важни од добивките на природниот газ. Морам да спомнам прво финансискиот сегмент, второ екологијата, односно можам да кажам слободно прво, и секако уште еден сегмент во енергетските биланси на државата. Се гледа дека секоја година вкупниот енергетски обем на државава се зголемува за 2, 3, дури и 5%, па и во години во кои има значителни кризи. Тоа значи Македонија во наредниот период на наредните 10-20 години секако се очекува зголемување на потрошувачката на енергија. А од друга страна ресурсите во Македонија се релативно ограничени. И сега ако имаме можност за увоз на еден енергенс, како што се покажа струјата, се доаѓа до моменти кои имаме големи разлики, односно големи вредности на цената на енергенсот, а со природниот газ ќе се овозможи и дополнителна конкуренција. Тоа значи, ќе избирате тоа што е поевтино, тоа ќе го користите. А секако гасот во перспектива ќе овозможи цената да биде итекако конкурентна. Причината не е кај нас, причината е во огромните резерви на природен газ, што на жалост ги нема во Македонија, но го има во неколку држави во светот, пред се Русија, Ирак, Иран, Азербејџан и уште неколку држави кои го имат како големи количини и секако нивната желба да тој го изнесат на пазар, да го продадат. А за да може да го продадат, мора да бидат конкурентни во цена. Од денеска започнува кампањата против дискриминација врз сите основи. Хера заедно со коалицијата Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници и со поддршка на амбасадата на Кралството Холандија во Македонија очекуваат основање на координативно тело за заштита од дискриминација од страна на Советот на општина Струмица. Ако е вообичаено, не значи дека е праведно. 3 пати мери, еднаш сечи, но никогаш не дискриминирај. Е овогодинешното мото на кампањата за заштита од дискриминација врз сите основи. Хера заедно со коалицијата Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници и со поддршка на амбасадата на Кралството Холандија во Македонија од денес ја започнуваат кампањата. Оваа кампања е се со цел да се потсети јавноста за препознавањето и пријавувањето на случаите на дискриминација, особено на локално ниво. Денешната тркалезна маса ја организираме заеднички со Хера и коалиција Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници со цел да го промовираме видеоспотот од кампањата против дискриминација и формирањето на локалното координативно тело за заштита од дискриминација. Општина Струмица не поддржува било каков вид на дискриминација
и секако презема одредени и конкретни активности за да обезбеди еднаквост на сите граѓани во општина Струмица. Во проектот за унапредување на механизмите за заштита од дискриминација на локално ниво се вклучија Народниот правобранител на Република Македонија, Министерството за правда и Комисијата за заштита од дискриминација. Главниот резултат кој го очекуваат е основање на координативно тело за заштита од дискриминација од страна на Советот на општина Струмица. Народниот правобранител е еден од битните механизми во заштитата и спречување на дискриминација. Тоа е предвидено и во самиот закон, ќе почнеме од Уставот, во Законот за Народниот правобранител, каде Народниот правобранител е дефиниран како орган кој ги штити уставните и законските права на граѓаните, меѓу кои и правото односно спречувањето од дискриминација. Тука сме сите суверени да формираме координативно тело на локално ниво, односно на општина Струмица, и на поефикасен начин да се поврзаат повеќе институции, повеќе органи и лица кои ќе вложат напори за заштита од дискриминација. Најчести области на дискриминација според личните искуства на граѓаните се работните односи, односно при вработувањето, услугите во јавниот сектор, јавната администрација, полицијата и здравствените услуги, но и во приватните услуги, кафе, барови, дискотеки, како и образованието. Уставот на Република Македонија како норма нормарум и гарант на основните слободи и права го издигнува начелото на еднаквост на највисоко ниво. Начелото на еднаков третман и недискриминација представуваат камен темелник на основните права и вредности врз кои се заснова денешната Европска Унија и истите се идентификувани како суштински од страна на најголемиот број меѓународни организации и правни инструменти. Првата светска војна и младите, мир и помирување е насловот на работилницата која од вчера и денеска се одржува во хотелот Романтик во Дојран во организација на британската амбасада и невладината Алда од Скопје. Првата светска војна е настанот за кој вчера и денес во хотелот Романтик во Дојран учат 30 средношколци преку теренска настава во рамките на работилница посветена на овој период од историјата. Настанот го организира невладината организација Алда од Скопје заедно со британската амбасада, а учествуваат училишта од Битола, Скопје, Струмица, Богданци и Тетово. Организаторите велат дека работилниците ги држат предавачи од Институтот по историја од Македонија, археолог, како и обучувач на младите кој ќе им помогне да направат проекти со информациите што ќе ги добијат за Првата светска војна. Самата работилница се состои од посета на терен. Бевме до така наречената Фердинанова чешма, кај што посетивме бункерите и самите ровови кај што се бореле војниците за време на Првата светска војна. И исто така работилницата вклучува и активности кои што се одржуваат тука во Дојран. Децата се прошета и Веса Бајлево, врша интервјуа на локални жители за да се распраша за приказните од Првата светска војна. И потоа сите овие информации што ги има добиено, ќе ги срочат во еден личен проект од нивен избор, значи дали тоа ќе биде некоја визуелна мапа, дали ќе биде некоја колаж од фотографии. Една од активностите на учениците е и теренската настава, односно средбите со локалните жители од Дојран кои ги споделиле своите сеќавања за војната со средношколците. Значи ние доаѓаме од средното училиште Орце Николов од Скопје за овој проект кој што се работи за Првата светска војна и за истражување на војното поле. Дознавме преку професорката по историја. Таа не пријави на овој проект. Досега бевме во Битола, каде што го посетивме градот и исто така посетивме и голем број на историски споменици каде што има и остатоци од Првата светска војна. Приликата да збориме со локалните жители. Тие ни испрезентираа голем број на интересни приказни и сеќавања кои што беа полни со емоции, голем број на чувства од Прва светска војна. Нашата крајна цел ќе биде исто така испрезентирана во Скопје на 17 март кога ние ќе ги искажеме нашите нови замисли, нови идеи. Завршниот настан е предвиден во март, кога учениците ќе ги представат завршните проекти во кои ќе биде вклучено се што научиле досега за оваа тема. Температурните разлики кои варираат последниот период предизвикуваат се поголем број на граѓани да станат метеопати. Појавата на разни симптоми негативно влијае врз здравјето и расположението кај граѓаните.
Наглите промени на температурата, влажноста на воздухот, ветерот и дождот представуваат голем стрес за организмот, а симптомите кои што се манифестираат при метеоролошки промени ги погодуваат сите возрасти, но најмногу жените. Кај метеопатот се јавуваат разни симптоми како главоболка, општа слабост, нагли промени на расположението, чувство на замор, депресивно расположение, вртоглавици и несоници, забрзана работа на срцето, покачување на притисокот, болки во зглобовите и мускулите. Овие симптоми траат 1 до 2 дена и со стабилизирање на метеоролошките промени исчезнуваат, а се повторуваат со новата промена на времето. Променливото време деновиве во Гевгелија влијаеше скоро на секој втор човек, па граѓаните се жалат поради разните симптоми. Дали сте метеопат, односно дали времето... Мислам дека сум метеопат. Јас. Што чувствувате? Па времето кога се променува многу проблеми. Мислам сега од климаксот кога сум вие 1-2 години. Кога облачно толку ми е недобро, неубаво. Кога пече слънце, сега запече слънцето, можам се да работам. Тие симптомите, таа една емисија што дава на телевизорот, абе што кажуваат, така јас усеќах и затоа мислам дека сум метеопат. Кога е сончево времето, што чувствувате? И кога е облачно? Убаво. Ако е многу претерено, одма пак искам и пајца. Ако е средно, добро ми. Ако е облачно, исто пак ми паѓа и ми скачува. Секако. Временските услови не се убави. Према предходното време. А сега кој како се здрави, то зависи од здраве. Ако сте здрав, пак ќе имам тешкотија, ама не таа тешкотија. Препораката од лекарите за метеопатите е редовно да ја следат биометеоролошката прогноза, да внесуваат здрава храна, да конзумираат овошје, зеленчук и повеќе течности, вода и билни чаеви, што може да ги ублажат тегобите поради промената на времето. Неопходно е добар сон, умерена физичка активност, како и престој во природа. Утре е 1 марта, со него се поврзува и традицијата на ставање мартинки и замислувањето желби. Оваа традиција ја негуваат и струмичани. Се верува дека мартинките се предвесници на пролетта и дека желбите ќе се остварат кога ќе видиме штрк или птица преселница. Тие се прават со бел и црвен конец кои се символ на чистотата, искреноста, љубовта и светлоста. Струмичани ја негуваат и продолжуваат традицијата на носење мартинки, кои според верувањата се прават од бел и црвен конец и се ставаат на 1 март пред изгрејсонце. Оваа традиција, како што велат тие, уште од мали ја практикуваат, а сега задолжително прават мартинки за своите внуци, кои се радуваат и како што вели традицијата, пред да се стават се замислува желба и се верува дека желбата ќе се оствари кога ќе ја видиме првата птица преселница предвесник на пролетта и тогаш мартинката се става под камен. 1 март? Да. Нели на 1 март најчесто мајките ставаат мартинка, да, мартинка, да. Тоа од старо време традиција не постаната и така. А дали според вас има некакво значење или така останало? Па останало од старо, сега дали има некоја цел или нешто друго не можам да кажам. Тоа од старо така останата и така се. Сигурно треба да продолжи. Јас сум клавал като дете мартинки на моите внуки, јас обавезно и правилно секој 1 март. Бело конче со црвеко на раката ќе ги ставам тука и они се многу радуваат. И викам кај ќе дојдеш штркал дамек да ги скараш, да ги туриш под камен, така да некој си фантазија или как да кажеме, традиција да. Нека се остане, тоа е убаво, тоа е многу да се продолжава тие работи. Од тоа се одбележува некој начин веќе пролета и да штркуваат така. Се враќаат птиците. Да, тоа е убаво, многу убаво. Дали е во ред според вас мартинките да се стават пред изгрејсонце на 1 март? Да, 1 март, да. Што паметите ви еве од ваше искуство, дали на вам ви ставале, дали вие како дете на вашите... Да, родителите ни се ставали, да. Што значи мартинката? Мартинката некој ознака на март, некој повод на март. Ставате редовно на вашите внуци? Да, па сега ги купите. А како се вели кога ќе се види штрк или кога ќе зазеленеат дрвјата? Кое е вашето искуство? Кога треба да се симне од рак? Па на крај на месец се симнува. Веќе на почеток се става, на крај се вади. Од на март, толку.
Оваа традиција освен во Македонија се негува и во Бугарија, Романија, Грција и Србија. И значењето на мартинките е различно, но е поврзано со доаѓањето и цутот на пролетта. Тие се носат за среќа и во чест на баба Марта, која представува символ за раѓање на нов живот или во архаична смисла пролетта. Белата боја на мартинката символизира чистота и искреност, а црвената светлоста и љубовта. Мартинките се носат на рацете, на нозете или околу вратот. На 1 март се празнува и летник, македонски народен празник, кој е поврзан со враќањето на птиците преселници од јужните краишта во Македонија. Синоќа во Центарот за култура Антон Панов беше отворена изложбата и доделени наградите за карикатури и афоризми во рамки на 18-тиот меѓународен фестивал. Ивајло Цветков од Бугарија ја доби златната плакета за карикатура на 18-тиот меѓународен фестивал за афоризам и карикатура. Понатаму, наградата за најдобар афоризам ја доби афористичарот Милорад Војновиќ по чифра Чаробна ламба. Овој пат учествувам со карикатура со која добив и награда на Струмичкиот фестивал на карикатура и афоризам во рамките на Струмичкиот карневал. Интересно се занимавам од 80-та со карикатура и учествувам на сите позначајни светски и меѓународни изложби и фестивали на карикатура од Кореја, Кина, имам и доста награди добијано. Во последната година учествував во Јапонија на фестивал The Best Cartoons of Nippon, кај што искористив една локална средновековна икона, тоа е Исус со кучешка глава, и искористив како карикатура. Фактички тоа е таа средновековна македонска карикатура. Интересно, ова манифестација за поздравување, бидејќи јас сум се трудил вакви слични меѓународни салони да организирам нешто вака, меѓутоа сум нашол многу препреки во градот, а исто сум организирал нешто пред неколку години во рамките на Битолско културно лето, каде имав отворена поддршка и соработка со битолчани. Најмладите во акција за зачувување на културните традиции на Струмица, децата од градинката Клон синоќа организираа тримерска забава во која ги пренесоа обичаите поврзани со овој празник. Струмица деновиве живее и ги празнува карневалските и тримерските празници. Во чест на традицијата и ние подготвивме приредба со нашите дечиња. Со цел да оставиме печат дека и ние сме дел од целокупната карневалска и тримерска треска во нашиот преубав град Струмица. Добре дојдовте и ви посакуваме да уживате во нашата изведба. Време е за блокот информација од светот. Во Северна Африка треба да се постават кампови за сместување мигранти, изјави вчера министерот за надворешни работи на Австрија Себастијан Курц во разговор со германскиот колега Зигман Габриел, кој таа идеја ја отфрли како нереална. Курц наведе дека договорот меѓу Европската унија и Турција за намалување на приливот мигранти во Европа беше релативно успешен и повтори дека треба да се отворат масовни центри за мигранти во земјите како Либија и Судан, пренесоа американски медиуми. Шефот на германската дипломатија Зигмар Габриел рече дека хаосот и анархијата што постојат во Либија ја оневозможуваат оваа идеја.
Еврокомесарот за проширување и добрососедски односи Јоханес Хан ја повика Турција да ги почитува нормите за добрососедство, пишува грчкиот весник Танеа. Повикот на Хан е одговор на писмото на грчкиот европратеник Никос Андрулакис во врска со турските активности во Егејското море и нарушувањето на територијалните води и воздушниот простор на Грција. Хан ја повика турската влада да ги почитува своите обврски кои произлегуваат од статусот земја кандидат за членство во Европската унија, а во таа смисла и на нормите за добрососедство, како и внатрешните судски процедури на земјите членки. Американскиот претседател Доналд Трамп денеска првпат ќе се обрати во Конгресот, а една од темите ќе биде и барањето за значително зголемување од речиси 9% на воениот буџет на САД, пренесува тајнук. Трамп предлага зголемување од 54 милиарди долари за американската војска, односно набавка на нови авиони, бродови, ловци, со истовремено намалување на невоените програми и одвојување на работата на федералните агенции. Зголемувањето на воениот буџет треба да испрати порака до светот дека Америка е силна, безбедна и одлучна. Тој вети дека фискалниот план ќе се фокусира на јавната безбедност и националната безбедност. Директорот за буџет на Белата куќа Мик Малвони изјави дека поголемото издвојување за Пентагон ќе го зголеми воениот буџет на рекордни 603 милиарди долари, и тоа не сметајќи ги милиардите долари за воени операции во странство. Министерот за одбрана во меѓувреме на барање на Трамп до Белата куќа го достави прелиминарниот план за борба против Исламска држава. Земјотрес со интензитет од 5,6 степени според Рихтеровата скала ја погоди денеска североисточна Јапонија во близина на нуклеарната централа Фукушима 1, соопшти Јапонскиот геофизички институт. Не постои ризик од цунами. Земјотресот се случил во 16 часот и 49 минути по локално време во заливот на Фукушима, а тој е почувствуван и во Токио. Поради прекин на електричната енергија предизвикан од земјотресот, а со цел проверка на железничките линии беа сопрени супербрзите возови. За сега нема податоци за жртви и за материјална штета. Во нуклеарната централа Фукушима 1 не се регистрирани аномалии како резултат на земјотресот. На 11 март пред 6 години силен земјотрес ја погоди зоната и предизвика гигантско цунами, при што загинаа 18.500 лица, а беше предизвикана нуклеарна катастрофа во Фукушима 1. Поштовани, тука е крајот на Дневникот. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.